Почитувани, точно пред 5 години, во март 2007 година, Груевски ја представи сликата за неговите политики како брз воз кој не запира. Денес, македонскиот воз на природбата во македонски железници буквално стои на слеп колосик. Како и за се останато, ветувањата на владата на Груевски за инвестиции во македонски железници и подобрување на состојбата останаа само уште едно големо лажно ветување. Не само што не се подобрува, туку состојбата во македонски железници во континуитет во изминативе 6 години се влошува и денес е катастрофална. Инфраструктурата е во очајна состојба и возовите не можат да одат со поголема брзина од 40 до 50 км на час. Пари за одржување и подобрување на истата нема. Локомотивите, патничките и товарните вагони се во очајна состојба и истите не обезбедуваат редовен и сигурен транспорт на патници и стоки. Работниците секој месец се прашуваат и стравуваат дали ќе примат плата. Бројот на патниците постојано се намалува, товарниот сообраќај е преполовен, додека во исто време предпријатието прави нови милионски долгови. Наместо да ја санира оваа состојба, во последните 2 години во македонски железници власта непотребно вработи нови 280 партиски војници кои представуваат само товар за буџетот на македонски железници без за нив да има економска оправданост. Токму поради ваквите погрешни политики на власт, незиното неразумно и нерационално трошење на народни пари за споменици и скулптури, Македонија е дефинитивно на пат да остане без железнички сообраќај. Денес власта излезот единствено го гледа во прогласување на технолошки вишок и праќање на принуден одмор на околу 600 вработени, со што направените штети од неспособното раководење со предпријатието и погрешните политики се ставаат единствено на грбот на професионалните работници. Додека тие се испраќаат на принуден одмор, генералниот директор, назначен од владата, си го реновира својот кабинет и набавува нови возила. Замислете, додека професионалци се праќаат дома на принуден одмор, нашите информации говорат дека платите за партиските членови на владеачката партија постојано растат преку зголемување на коефициентот за плата, без донесен правилник за внатрешна организација и систематизација на работните места. Причините за ваквата состојба ги гледаме и во тоа што дел од синдикатите во македонски железници се под контрола на менаџерскиот тим. Поради ваквите промашени политики, поради ваквите неспособни менаџерски тимови поставени од владата, поради непотребните партиски вработувања, македонски железници се на работ на амбисот, а економијата трпи загуби и граѓаните немаат квалитетен превоз, иако цената на билетите се покачи за 50%. Затоа, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и порачува на власта подитно да се спроведе заедничка деловна политика за двете предпријатија – Македонски железници транспорт АД Скопје и јавно предпријатие Македонски железници инфраструктура, односно да се интегрираат во холдинг компанија, како што е случајот со сите железнички предпријатија на Балканот и пошироко. Да се изготви единствена транспортна политика во државата, да се набават нови вагони, патнички и товарни, со што би се зголемил капацитетот за превоз на патници и роба, да се набават нови локомотиви, електромоторни и дизелмоторни гарнитури, со што значително би се намалиле трошоците за гориво. Да се измени третманот на Царинската управа кон товарните вагони кои стоката ја пренесуваат транзитно. Сега, и покрај тоа што вагоните се товарени во Германија, пломбирани таму и носат роба за Грција, се задржуваат на царина непотребно повеќе часови, со што железницата ја губи конкурентноста со коридорот кој минува низ Бугарија.